Добар ден. Поминува седмата недела од 2018-та. Периодот помеѓу двата големи саеми, поминатиот во Детройт и предстојниот во Женева, производителите го искористуваат да ги соопштат билансите, плановите и смеровите во кои ќе се движат во иднината. Најактивни се луксузните марки кои ќе изобилуваат во ова издание. И покрај илјадниците коњи кои ќе продефилираат денеска, ќе видиме еден од начините со кои Кина се спротивставува на загадувањето. Емисијата ќе завршиме како што ја почнавме, со луксус. За вас го тестиравме Audi A8. Со зборовите кој е најголемиот хулиган, Триумф го одбележа заминувањето на 2017 година, која ја смета за една од најдобрите во својата понова историја. Наново, препороден во 1983-та, овој производител на моторцикли важи за најголем и најпознат кој доаѓа од Велика Британија. Дебелата историја му помогна во опоравувањето од јапонската наезда, која за жал траеше долго. Тоа сепак е минато, бидејќи Триумф лани успеа да продаде 63.400 моторцикли и да забележи пораст на заработувачката која се искачи на 560 милиони евра. Гледано низ проценти, тоа значи дека за 13% повеќе продадени моторцикли и за 22% повеќе заработени пари. Тоа му дава одлична стартна позиција за годинава во која се надева на уште подобри резултати. Како подкрепа за тоа ја има гамата која во текот на годинава ќе доживее солидно пополнување. Освен на новите модели, акцентот е ставен и на специјалните изведби на постоечките кои носат значителни екстра приливи на компанијата. Аналитичарите сепак порачуваат дека Триумф има поинаков метод за пресметка на бројките, но како и да е, пред нас се година во која не очекуваат многу возбудувања од англиската мотомарка. После најпрофитабилната година во последната деценија, Астон Мартин продолжува со нови амбициозни планови за својата експанзија. Сега погледите се свртени кон електрификацијата на гамата. Целта е до 2030 година 25% од возилата да бидат електрични, а останатите хибридни. За остварување на тоа на Астон Мартин му треба партнер кого марката ќе го бара во Кина. Британците не планираат таму да ги произведуваат своите возила, туку им требаат електрични технологии. За возврат на идниот партнер ќе му ги понудат своите богати искуства во употребата на лесни материјали и аеродинамиката. Петгодишниот план, вреден 600 милиони фунти, опфаќа и отворање на десетина нови дилерства во Кина. Лани Астон Мартин продаде повеќе од 5000 автомобили, што представува пораст од скоро 60%. Првиот електричен модел треба да се појави идната година. Lamborghini Aventador дефинитивно ќе стане хибрид. Засега, во почетна развојна фаза, се очекува овој модел да биде представен најрано за 2 години. Потврдата дека и Lamborghini ќе тргне по стапките на Ферари, Порше и Мекларен пристигна лично од директорот за развој Маурицио Реджијани, кој нафрали и некои технички детали. Според него, идната генерација на Aventador ќе биде на располагање со 7-литарски V12 атмосферски мотор со 800 конски сили и хибридна комбинација на V8 бензинец и 2 електромотора. Нивната заедничка моќност треба да изнесува околу 1000 конски сили, додека максималниот вртежен момент би надминувал 1200 Нм. Реджијани исто така истакна и дека се уште се резервирани околу употребата на трансмисијата со двојна спојка, бидејќи таа ја зголемува тежината на возилото. Заради истата причина, тој не е среќен што мора да понудат електрифицирана верзија на својата ѕверка, но е убеден дека тоа е единствената насока во која ќе се движи развојот на суперавтомобилите. Lamborghini лани продаде 1173 примероци од Aventador по цена од 282.000, односно 314.000 евра за неговата родстер верзија. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема.
Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Mushkina, Black Eyed Peas came to make it hot. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акцијската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Мерцедес годинава ја започна доста агресивно. За само еден месец представи 3 сосема нови модели. Последниот во низата е третата генерација на доставниот спринтер, кој со дизајнерски скици беше најавен минатата есен. За жал, на патот до серискиот модел загуби доста од футуристичките линии, кои, иако останаа складни, изгледаат некако обични. Во однос на досегашната генерација, спринтер сепак е доста помодерен и малку подсетува на Вито. Препознатливоста во целост е задржана, а голем акцент е ставен на кабината. Потполно новиот концепт во внатрешноста донесе нови седишта, современа инструмент табла и повеќе наменски управувач. Се истакнува големиот централен дисплеј чувствителен на допир, со кој се контролираат скоро сите функции на возилото. Бројни се можностите за поврзување, а системите за помош на возачот ги надминуваат стандардите кај доставните возила. За што поголемо задоволување на потребите на корисниците, новиот спринтер ќе биде достапен во огромен број верзии. Од Мерцедес споменуваат импресивна бројка од 1700, која не е конечна. Поголем дел од нив се со погон на задната оска, а опционално на сите тркала. Голема новост е основната верзија со предни погонски тркала и попречно сместен мотор. Ваквото конструктивно решение овозможува за 50 кг поголема носивост и за 80 мм понизок заден дел, што го олеснува товарењето. За неа се наменети новоразвиен 6-степен мануелен менувач и за прв пат кај вакво возило 9-степен автоматик. Покрај мануелниот со 6, верзиите со погон на задните или сите 4 тркала имаат автоматски менувач со 7 степени. Поголем дел од европската палета на спринтер ќе биде опремувана со проверениот 2,1 литарски дизел мотор. Тој ќе се нуди со 4 нивоа на моќност меѓу 114 и 177 коњски сили. За несилните верзии е резервиран 3-литарски V6 со 190 коњи. Идната година ќе се појави и електричната варијанта на спринтер, за која спецификациите не се познати. Од 1995 година до сега Мерцедес има продадена скоро 3,5 милиони примероци од спринтер. Нарачките за новата генерација веќе се примаат, а првите испораки се најавени за јуни.
Мазда со еден потек успеа да ги испровоцира своите европски поклоници. Имено, лани во Јапонија беше представен моделот CX-8 за кој тогаш беше кажано дека е наменет само за домашниот пазар. Вака срочената вест ке поминаше сосем незабележано во Европа да не беше овој модел споменат уште еднаш и тоа токму во моментите кога се најавуваше настапот на марката на Женевскиот салон на автомобилите. А неговото споменување беше дека ќе биде лансиран на австралискиот пазар, додека за Европа немаше ниту збор. За да работите бидат појасни, треба да кажеме дека се работи за кросовер со 7 седишта. Иако од Мазда го споредуваат со поголемиот CX-9, тој всушност е продолжена верзија на компактниот CX-5. Плюс на се, единствена погонска опција со која доаѓа е 2,2 литарскиот дизел со 190 коњи. А бидејќи токму тоа е она што европските купувачи го сакаат, нормална беше нивната незадоволна реакција. Mazda CX-8 има должина од 4,9 метри и меѓуоскино расстојание од добри 293 сантиметри. Опремата е со сета модерна технологија на марката, а купувачите може да бираат помеѓу верзиите со погон само на предните или на сите 4 тркала. Трансмисијата и во двата случаи е автоматска со 6 степени. Проекциите за неговата продажба во Јапонија се движат околу 1200 возила месечно по цени кои започнуваат од 24.000 евра. Лани во Европа Мазда продаде 60.000 примероци од CX-5. Цената се разликува од пазар до пазар, но секаде е поголема од онаа на CX-8 во Јапонија. Кога пикапите се во прашање, Тајланд е нивна втора престолнина. Дури и прва според пазарното учество, кое достигнува половина од продажбата на нови возила. Таму сите имаат своји фабрики и затоа оваа земја беше изборот на Форд за презентацијата на новиот Ranger Raptor. Дека Ranger Raptor е нешто посебно покажува моќната појава добиена со истакнатата маска и агресивните стилски детали. Во однос на стандардната верзија, изменете и браникот на кој е монтирана специјална покривка која го штити подвозјето и намалува отпорот на воздухот. Послонувањето е засилено, одот на пружините продолжен, а клиренсот зголемен на дури 28 см. На тркалата од 17 инчи се наоѓаат специјално за него развиени грубни пневматици, а сопирачки дискови од 332 мм се монтирани и напред и назад. За спортското чувство во возењето придонесуваат профилираните седишта и кожениот управувач со црвен репер на врвот. Вистинската заслуга сега има новиот дволитарски дизел агрегат. Тој со помош на два турбокомпресора постигнува 213 конски сили и 500 Нм вртежен момент. Погонот е на сите тркала преку 10 степен автоматски менувач, а перформансите засега не се познати. Наместо нив, Форд посебно ги истакнува теренските способности. На возачот на располагање му се 6 режими на возење, од кои 4 за беспаѓа. Не беше испуштено да се спомене и издржливоста на Ranger како работно возило. Овој пикап е дизајниран и развиен во Австралија, а се произведува уште и во Аргентина, Јужна Африка и Нигерија. Од годинава повторно ќе биде понуден и на американскиот пазар, но Raptor верзијата таму најверојатно ќе биде со бензински V6 мотор. Истовремено, Форд објави дека продажбата на неговите комерцијални возила во Европа достигнала рекордни 352.000 примероци. Тие му обезбедија по трет пат да биде најпродавана марка во овој сегмент на стариот континент со пазарно учество од 13,5%. Рекордер е и Ranger, кој со 44.000 единици е најпродаван меѓу пикапите. Лансирана како пробен балон, претходната генерација на Honda Insight од 2009 година не ги исполни очекувањата. Кратко време после представувањето, овој модел започна да исчезнува од понудата на јапонскиот производител во одредени земји, за да во 2014 да престане да се произведува. Тогаш со хибридниот пазар цврсто владееше Toyota Prius и воопшто не зачудува што и покрај неговата прифатлива цена заради компромисните решенија Insight не најде на добар прием кај публиката.
Јапонците се познати по упорноста и во изминатиот период не седеа со скрстени раце. Тие во меѓувреме го развија наследникот на Insight, номинално трета по ред генерација. Новата Honda Insight се враќа на сцената со големи надежи. Изменета и е формата, сега е лимузинска со купеовски заден дел. Позиционирана е над Civic, но точните димензии не се објавени. Предниот дел неодоливо подсетува на Accord, а внатрешноста е потполно нова. Истакнато е дека Insight ќе располага со премиум карактеристики и високо ниво на опременост. За перформансите ќе се грижи хибриден систем од 1,5 литарски бензинец и електромотор, кој просечно ќе троши 4,7 литри на 100 км. Литиум-ионските батерии ќе бидат сместени под задните седишта, така што Insight ќе располага со багажник со нормална големина. Производството на новиот Insight ќе започне при крајот на годинава во американските погони на Honda. Јапонците засега не ги споменуваат своите планови за лансирање на овој модел на другите пазари, но по кулоарите се слуша дека би можел да го замени Accord на европскиот пазар. Се уште не му започнало производството, а веќе е продаден на 499 купувачи по цена од 750.000 фунти или, ако сакате, 840.000 евра. Носи име на еден од најомилените возачи во Формула 1, кој го изгуби животот на патеката во Имола. Под името P15 развиен е новиот хиперавтомобил. Дами и господа, на сцената стапува Мекларен Айртон Сена. Се ближи моментот кога и пошироката јавност ќе може да го види најновото остварување на Мекларен, развиван под кодната ознака P15. Новиот хиперавтомобил на британската марка, кој го носи името на Айртон Сена, е ремек дело на техниката. Задвижуване од 4-литарски твин турбо V8 мотор со 800 конски сили. Дизајнерски се карактеризира со долгите препусти и вратите со стаклени панели. Титаниумскиот издувен систем, специјалните пневматици и активната контрола на однесувањето на подвозието со 3 режими на возење се неизоставен дел од пакетот, тежок само 1200 кг. Тоа е постигнато благодарение на употребата на јагленородни влакна, со што односот на силината и тежината е доведен на 668 конски сили по тон. Максималната брзина му изнесува 340 км на час, забрзува до првите 100 за 2,8, а до 200 за 6,8 секунди. За кротење при такви брзини се грижи и напредната аеродинамика со хидраулички подесувано задно крило. И тоа е направено од јагленородни влакна и тежи само 5 кг, но обезбедува 100 пати поголема сила на прилепување. Кабината е екстремно олеснета, а на купувачите по желба бесплатно ќе им бидат достапни и сензори за паркирање и задна камера. За Bowers & Wilkins аудиосистемот, кој тежи 7 кг, сепак ќе треба да доплатат. Мекларен Сена веќе е представен на затворена презентација на група одбрани, меѓу кои и 499 негови купувачи. Тие за него издвоија по 750.000 фунти, а последниот направен примерок заедно со реплика од кацигата на Айртон Сена ќе биде продаден на аукцијата за добротворни цели. Треба да се спомене и тоа дека неговото производство се уште не е започнато. Додека ние се бориме со последиците, кинесите решија да се соочат со причините за загадувањето на воздухот, главно предизвикано од енормното зголемување на бројот на возила. Стратегијата започна со заложбите Кина да стане водечка земја во развојот на електричните автомобили, за што веќе се донесени одредени стимулативни и репресивни мерки. Но бидејќи во моментот ситуацијата во големите кинески градови е неподнослива, приоритет се даде на ограничувањето на употребата на возилата. На тие мерки сега им се придружи и забраната за производство на некои возила со мотори со внатрешно согорување. На списокот непожелни се најдоа точно 533 модели на автомобили, меѓу кои има и звучни германски и американски имиња. Сепак, иако изгледа голема, оваа бројка е само капка во морето. Лани во Кина се продадоа околу 25 милиони возила, што е повеќе од четвртината од вкупната светска продукција.
Заради големата конкуренција и ниската продажна цена, најголем дел од нив се со застарени моторни технологии кои многу загадуваат. Проблеми со емисиите имаат и производителите на поскапите возила. Стравувајќи кинезите да не им ги скопираат технологиите, тие избегнуваат да ги вградуваат своите напредни системи за прочистување на издорните гасови. Централните власти го гледаат надминувањето на овој проблем во електрификацијата на автомобилите. Напредувајќи на ова поле ќе се зголеми и конкурентноста на кинеските производители на возила на светските пазари. Илон Маск ја памети 2017 година и како најдобра и како најлоша. Најдобра затоа што Тесла за прв пат успеа да произведе повеќе од 100.000 возила, поточно 101.312, што е пораз за одлични 33% во однос на претходната 2016. Скоро сите од нив се од моделот S и модел X, додека производството на пристапниот модел 3 се уште е далеко од планираните 5.000 примероци неделно. Всушност, лани од него се направени едва 1550 парчиња, што е една од причините зошто Илон Маск ќе ја памети 2017 година полоша. Вистинската причина е остварената загуба од неверојатни $2 милиарди. Тоа се должи на огромните инвестиции кои не беа проследени со соодветен пораст на приходите. Лани Тесла ги представи и електричниот камион Семи и спортскиот Родстер, чии термини за пазарно лансирање се уште се далеко. Затоа и во моментов иднината на Тесла исклучиво зависи од Модел 3, чие производство и понатаму е под притисок на неочекуваните проблеми. Батериите рачно се склопуваат, а ниту добавувачите не можат да одговорат на барањата. Илон Маск сепак очекува дека годинава Тесла ќе започне да генерира профит, во што сесрдно ги уверува инвеститорите. Како најдобар доказ дека навистина мисли така, тој се сложи да не прима плата ниту никакви бонуси, се додека финансиската ситуација не се стабилизира. Сепак треба да се знае дека тој лично како прв човек на Тесла има минимална плата од некои $38.000 годишно, кои воопшто не ги ни подигнува од сметката на компанијата. Нему ни требаат, бидејќи е собственик на 20,5% од акциите, а моментално Тесла вреди скоро $60 милиарди. Луксузните автомобили секогаш имаат нешто повеќе да покажат во однос на останатите. Но кога станува збор за знаменосците на луксузните автомобили и луксузните марки, тогаш тоа мора да се погледне од еден поинаков аспект. Четвртата генерација на Audi A8 не е само спортска, туку е и технолошки напредна. За 13 см е зголемена каросеријата на оваа лимузина, но во каросеријата се сместени многу технолошки и електронски остварувања. Кога ќе се погледне внатре, се делува темно и штуро, но тука е и трикот. Кога ќе се даде контакт на автомобилот, тогаш се случува вистинска трансформација. Пред возачот е дигитален дисплеј кој има безброј податоци. Од страната имаме уште еден дисплеј на кого може да се исцртуваат податоци за многу функции на автомобилот пред се навигацијата. Дури имаме дисплеј и за командување со клима уредот. Внатрешноста на A8 делува пуритански, но и чисто машински. Сепак има скриени детали кои го прават кои ја прават внатрешноста дури и емотивна, како што е трансформацијата на централната конзола од која искачаат дифузорите за воздух. Инаку, за луксузот не треба многу да се зборува, бидејќи во внатрешноста на A8 се вметнати премиум материјали, најфина кожа, најфино дрво и најфин алуминиум. Но, она што ја прави A8, она што е се возните својства.
Но сепак, Ауди, како луксузна лимузина, ја осмисли А8-ката да може собственикот сам да ја вози, но и да се вози на задната клупа. Како што реков на самиот почеток, Audi A8 е подолг во однос на предходната генерација за 13 см и веднаш се забележува дека има огромен простор за нозете и за колената, но и дискрецијата покрај затемнетите стакла се покажува и со овие странични завеси кои дополнително даваат дискреција. Самиот наслонувач за раце е огромен и во него се содржани не само простор за дребули, туку има и контролор на останатите функции позади. Контролерот е направен во стил на таблет и на него може да се контролираат не само температурата, туку и греачите на задните седишта, како и ладењето на задните седишта. Овој автомобил е направен за да биде не само престижен, туку и да ги исполни очекувањата на сите типови на возење. Па затоа има, впрочем, како и повеќето луксузни автомобили, дотерување на начинот на возењето, спортски, комфорен, динамичен и да не набројувам понатаму. Но сепак Audi според својот имидж, но и според конфигурацијата е еден од најинтересните за возење, особено во својата луксузна верзија A8. Таа има 3-литарски турбодизел мотор и перманентен погон на сите 4 тркала, популарно наречен кватро. Па, иако оваа лимузина има нешто повеќе од 5 метри, е извонредно агилна и може да се вози како компактен автомобил. На тоа допринесува огромната технологија која е вградена во A8-ката. Вистинско задоволство е да се вози една ваква лимузина. Таа, иако има луксузен предзнак, има нагласени спортски гени. Па можете слободно да се забавувате во свиоци со неа. А инаку, Audi големо внимание посвети на модерните електронски помагатели. Пред се, тоа е третото ниво на автономно возење, потоа препознавање на пешаци и сопирање до брзина од 50 км на час кога ќе се забележи пречка во Audi големо внимание посвети на безбедноста, пред се благодарение на електрониката. Во него се вградени сите неопходни помагала што се однесува до безбедноста. Тој препознава пешаци, сопира, а исто така е опремен и со трето ниво на автономно возење. Па возачот кога не би сакал да се забавува и динамично да вози, тогаш може комотно да се опушти и да даде предност на камерите, сензорите кои ја контролираат ситуацијата. Во име на екологијата, Audi успеа да направи еден полухибриден систем. Тој нема големи батерии да ја складира енергијата, но работи на 48 волти. Онаа кинетичка енергија која во принцип се губи од сопирањето, Audi ја собира во двата акумулатора и ја користи пред се за
електрониката и електронските системи кои се наоѓаат во автомобилот, а што се однесува до забрзувањето, сето тоа е оставено на 3-литарскиот дизел мотор. А забрзувањата и меѓузабрзувањата на А8 се извонредни, иако нема извонредно силен мотор, но сепак во Audi A8 се чувствувате и господски и спортски. Интересна синергија, бидејќи и целата внатрешност е апострофирана на технологијата, а не на луксузот. Оваа верзија на А8 е одлично опремена и мислам дека нема поголема потреба од интервенција во опременоста. Нема потреба многу да се зборува за Audi A8, бидејќи треба повеќе да се остави простор на чувствата, а не на зборовите. А кога сме кај чувствата, тие се интензивни во било кој момент и во било која ситуација кога сте во Audi A8.